Јас сум Илин Јовановски, го толкувам ликот на Прајер Волтер и исто така човекот во паркот. Јас ги толкувам улогите на Белиз, на господ Милаги, на Мартин, тоа е еден републиканец, и на Прајор дух број 1. Односно, расата на ликот се разбира дека ме загрижи во самиот почеток како, но потоа само гледав да не биде тоа, како да речам, во преден план, нити па да се компенсира, туку секако темите што ги отвара се човечки, пред се универзални и сите нас не отфаќаат, па се надевам дека со интерпретацијата моја не направив некаква грешка, да речем, во однос на тоа. Да, пред неколку месеци би рекол за жал Луис, меѓу тоа сега би рекол за среќа. Првиот импулс беше за жал затоа што е многу поразличен од оно што сум го играл до сега. А за среќа сега ќе кажам затоа што во меѓувреме во процесот сватив дека Луис е единствениот лик кој е огледало на сите нас. Што сакам да кажам? Колку ги живееме идеалите во кои што веруваме, колку сме доследни на нив. Затоа што Луис се соочува со болеста и смртноста на својот партнер. И што прави? На кој начин се соочува со тоа? Така да тоа исто е клучот на мојот лик. И приказната ќе се надобрзам на Филип само и покрај тоа што е локализиран текстот, нели, Ангели во Америка. Мислам, ова е една универзална приказна за слободата како голем мотив. Мислам дека е најважниот мотив за секој од ликовите. Што е за нив слобода и како и на кој начин доаѓаат до неа и дали доаѓаат до неа. Надежда, љубовта, мислам, во еден момент, мислам, тоа е моето субјективно чувство. Во еден момент само и престанувам да ги слушам тие елементи кои што реферираат на Америка, клучно на Америка, не сметаат затоа што Тони Кушнер напишал совршено комплексни ликови. Харпер Пит е ликот кој јас го толкувам во представата Ангели во Америка. Харпер е една млада мормонка. Таа е воспитана и порасната во доста традиционални мормонски конзервативна средина. Како? Конзервативна средина. Да, доста конзервативна средина. Имам информација дека во раното детство била злоупотребувана од татко ѝ. Во нејзиниот живот се појавува Џо Пит, веројатно некој наместен брак, исто по традиционалните вредности на мормоните, и се појавува како нејзин спасител во животот. Меѓутоа, таа почува да пројавува психички расстройства, па почува да пие валиум и останува дома, ретко излегува дома, и Џо, односно нејзиниот сопруг, кој овде треба да биде нејзин заштитник, често го користи тоа и ностоп надвор, и така дознаваме дека тој ствари се гледа со мажи. Харпер во една нејзина халуцинација дознава дека нејзиниот сопруг е всушност геј, и овде почнува точката каде што таа се крши и каде што конечно собира храброст и сила да се соочи со некаков проблем или со некаков маж во нејзиниот живот. Харпер е многу инспиративна за играње, многу е слоевита и нуди милион опции за интерпретација. Се надам дека чепнав малку од тоа и толку да кажам од сега. Вака играм 4 лика во представата. Тоа е ликот на рабинот, Хана, мајката на Џо, што играм Џо? Докторот кој го лечи Ројко, рабинот го кажав, и Етел Гринглес Розенберг, која е практично осуден на смрт од страна на адвокатот Рој, кој му се појавува сега како привидение, кога он е веќе на смртна постела, би кажал.
Што можам да кажем, освен дека бев малце во хаос, нели да можам да можам да ги спакувам сите тие ликови онака како што мислам дека треба да се спакуваат, онака како што се договоривме со Филип да бидат спакувани според онака како е напишано, зашто е феноменално напишано. Така да се надевам дека ќе успеам во целата таа приказна и да ги одиграм тие 4 лика онака како што треба. И се надевам дека ќе го препознаете тоа во представа. Да кажам нешто. Да кажете нешто. Па Наталија убави работи се кажа, да ви кажа право. И не знам што да кажам за ликот. Кој ти е ликот? Кој ми е ликот? Па можеш да кажеш дали неговиот конфликт е поради тоа што припаѓа на религијска заедница, која тоа на некој начин. Па не, мислам дека не е тоа. Тоа го чуем. Нема врска едно со друго, предпоставено. И не знам, ми беше предизвик. Зошто? Џо. Зошто? Па бидејќи има неколку слоеви во него. Така го замислувам дека излажал многу луѓе за да дојде, а и самиот себе, како што вика во текстот, мислам дека ако го потиснувам тоа доволно, што сум геј, дека ќе го снемам. Мислам дека сите работи што ги правим спад, мислам дека гази преку луѓе, поради тоа што не може да, веројатно, то некаде да свати и да го оправда и да си го признае и прости тоа. Така да. Да, јас играм 3 лика. Играм медицинска сестра, играм агентка за недвижнини и играм бездомничка. Би кажала дека најголемата возбуда беше да се направат тие трансформации, затоа што се делат ликовите премногу далеку од мене. Во смисла на тоа дека сите доаѓаат од различно место, од различен слој, со различни карактеристики и различни години. И да речеме на медицинската сестра може би најлесно пиплива беше да се стигне некако до неа, меѓутоа агентката е возрастна жена. Таа е најдобрата пријателка на Хана, тоа се две возрастни жени и сега како таа жена оди, седи, гледа, зборувам со сето тоа беше презабавно и сето тоа во една сцена да се прикаже целава позадина на женава и на она што има во сцената. И бездомничка, таа, фала Богу, не сум. И некако, за тоа ми беше највозбудливо, најпрво кога дознав што ти играм, затоа што некако, не знам, интересно е, супер, сега ќе гледам како изгледа тоа, како ќе зборам, како ќе правам. После сватив дека е многу тешко, дека тие луѓе имаат големи карактеристики, некој нивен живот, нивно гледање на работите. И се надевам дека успеав да ги одвојам трите лика, да ги одвојам нивните возрасти. Прво го кажувам, затоа што секогаш ми беше, не може да бидеш млада кога не си млада во овој лик. И се надевам дека успеав да одговорам добро. Успеав да направам доволно добра трансформација и да ги одвојам трите лика. Јас сакам да ги представам мојот Dream Team, односно Мартин Манев и Антонија Гутинска-Јорданска. Текстот е едно славење на театарот и на магијата на театарот и на љубовта кон театарот и на лековитата моќ на театарот. Така што е апсолутно возбудлива представа, мислам, би требало да биде. Затоа е во хаосот на ово имаме толку актери, тие ликови се пишувани, така има делови од текстот кои што се пишувани само за да еден од актерите може да оди да направи костимска промена или за да може ова технички да се приправи. Значи се става во погон целосниот капацитет на театарот, колкав и тој да е. Значи може ова да се направи нели и во театар без никакви можности од овој тип, но овој театар ги имаше тие можности и беше навистина интересно. Јас за прв пат да ми биде дозволено да ги притиснеме сите тие копчиња со кои што располага театарот, апсолутно Тоа правда. Да, апсолутно, да. Значи се е во корист за да биде представата, односно
приказната да нема непотребни паузи, значи да нема тишини кои што би те извадиле од авантурата која што е текстот. Значи да може одма штом ќе заврши една сцена да имаме како резва, односно следен карак. Така што ние се обидовме тоа да го доловиме, беше апсолутно задоволство да се соработува со целокупната техничка екипа, од декоратерите до манипулантите, светлаџиите, тонци. Значи, морам да кажам дека генерално техничката екипа на КУНМД, како и самите можности се уникатни и дека како за таква институција дека ова е луѓево дека ја имаат направено да биде таа наистина за восхит и задоволство да се работи. Така што се надеваме дека ќе уживате во представата која што на крајот на денот е само за нив. Текстот кај мене стигна уште во ноември, во 2 ноември, и го чвакав до март, кога завршивме со драмски театар. Требаше да ги пречвакам сите тие ликови за да знам кој како и мислам дека до крај не ми беа убаво во глава влизани. Неколку скици правев, милион утврди, чекај сега Тања е раби, не е Тања сега, не е. Значи хаотични ситуации имав, меѓутоа се надевам дека барем за момент им помогнав на нив полесно да влегуваат во своите улоги. Не знам ќе кажам, не ќе видите и вие, мислам дека постигнавме фино нешто. Особено ми е драго што ја отвараме сезоната во Македонскиот народен театар со оваа представа. Представата се реализира како копродукција на Сдруженијето за афирмација на театарската уметност Пресврт и Македонскиот народен театар. Мене како продуцент од Пресврт ми е навистина драго што Македонскиот народен театар, сме многу благодарни на Пресврт што Македонскиот народен театар ја отвори вратите за оваа копродукција и е отворен за соработка од ваков карактер. Не би сакал јас многу да должам, објаснувајќи ја представата, тоа ќе ме гостува на режисерот Филип Петковски, така да Филип повели. Ангели во Америка е еден од најизвиканите, најклучните модерни американски текстови. Тони Кушнер, кој е автор на представата, се смета за еден од великаните на американската драматургија, заедно со Тенеси Вилијамс, со Артур Милер. Ние ги понудиме едно ново гледање, една апсолутно нова актерска игра, што не е ни поврзана со серијата. Но така е замислено да се стави акцент на акторот и да акторот кој го представата да се прикаже да му се даде шанса да се прикаже во неколку светлата. Не е тоа само еден линк, него да прикаже еден распон кај него и да го видиме и во други издања.